моментално ајме во местото викано Јаблан и местото викано Шкука, значи каде што најмногу се уништи шумата на некој начин, што тука имаше и некои приватни парцели за што тие истите изведувачи на работите преку шумската подружница на ПСШ Јабланица ги испресекоја и приватни шуми, значи покрај тие државните парцели. И за тоа не сносе никаква одговорност, значи во никој случај се однесуваат како да е тоа некоја нивна лична имовина. Семејството на Самир Цановски од струшкото село Октиси поседува приватна шума на планината Јабланица, која ја наследиле од нивните предци. Дотаму може да се стигне само со теренско возило. Вели дека ако продолжи уништувањето на шумата, Јабланица за некоја година целосно ќе биде соголена. И не можеме ние да разговараме за некоја екологија од најлонски кесиња кога ни снемува цели шумски масиви тука, значи во нашиот предел. Хектари и хектари шума ја снемува. Попатно Самир ни објаснуваше дека најлоша е ситуацијата на пределите насадени со букова и дабова шума. Се влегуваат од страна на шумското тука со некои символични бројки колку да покријат таа нивна замислена легална сеча, што на крајот на терен таа врска нема со реалната ситуација на терен. Паралелно се врши нелегалната сеча, што ето никој не може да им изврши контрола тука, никој не им врши контрола, што буковата шума се ништи, значи на нула. Се и таа не се оставан младежот за да може побрзо да се рехабилитира самата шума. По половина час возење стигнавме на имотот на Цановски, кој се наоѓа на околу 1000 метри надморска височина, а таму затекнавме жална слика. Вели дека била уништена површина од 4500 метри квадратни. Без никакво овластување си го пресекоја, значи без да се прашат или слично. После тоа, значи, беше повикана и шумска полиција на увид, све никој ништо не реагира. Се додека не се повлекоја тие и не ја повлекоја целата дрвна маса и сите и механизацијата, станува збор за фирми кои се ангажирани од ПСШ Јабланица. Но од подружницата на национални шуми во Струга вела дека тие вршат користење на шумите според план за работа со важност од 2019 до 2028 година. Подобрување на планот од страна на шумарски инспектор објавиле тендер за избор на фирма, пошто се вршела легална работа во шума. Вршели редовно означување на шумите кои биле државни. Конкретно за село Октиси, Јабланица нема никакви незаконски действија. Јабланица врши легална работа, значи по претходно изготвен план и по сите норми на работење. Во приватни парцели ние не сечиме шума, меѓутоа човекот што е со тендерот, ти имаат луѓе има некои работници нивни што се од соседна република Албанија. Военна парцела се во некој момент влезени, меѓутоа по договор со луѓето таа работа е завршена и луѓето се обештетени. Радиновски сепак признава дека планината не е целосно заштитена. Имаме многу наезда од диви секачи, што не се, да решиме и во мал број, меѓутоа ние се трудиме да ја спречиме таа работа, меѓутоа тука е пообсежна работа, затоа што имаме навлегуваат луѓе и од соседна Албанија преку границата. Ние со нашите служби немаме, да речеме, големи многу покриеност на теренот. И затоа има и други служби кои се формирани во држава, како шумска полиција и гранична полиција, што треба да преземат конкретни поголеми чакори, зашто не можеме ние да покриеме сиот терен на работа кај што се случуваат кражби. Се тоа се случува во време кога постои иницијатива за прогласување на Јабланица на национален парк. Од Македонското еколошко друштво велат дека е неопходно што побрзо да биде изработена студија за валоризација на природните вредности на планината, која всушност е и одскочна даска за прогласување на едно подрачје како заштитено.
Јабланица важи и за значаен биокоридор за многуте крупни цверови, особено на загрозениот балкански рис, кој преку ова подрачје преминува во Албанија. Планината располага и со векови стари шуми и шумски зеници, кои се ретки и се од изворедно значење за националниот биодиверзитет, велат од МЕД. Тука ќе ги спомнам питомите костенови шуми, кои што се прилично распространети на Јабланица. Чистите сечи на никому не му одат во прилог. Не му одат во прилог почнувајќи од животинскиот свет што живее таму, па после завршувајќи со луѓето. Чистите сечи значат понатаму проникнување на нови дрвја од изданково потекло, што ни најмалку не е исто доколку природно се регенерира шумата. На Јабланица се констатирани такви сечи. Жителите од околните села стравуваат дека ако проложи уништувањето на шумата, тоа ќе предизвика несогледливи последици по животната средина. Нашево подрачје е карстено-ерозивно подрачје, за кое што може лесно да дојде до некои свлечишта, ерозии на земјиштево и да ни се загрози, значи, единствен извор што го имаме на вода, каде што покрај него се пробиваат патишта, не се води никаков рачун за што понатака, кој ќе ја сноси одговорноста ако Октиси утре дојде до некоја ерозија на земјиштето и се пресуши изворот. Од шумското стопанство во Струга велат дека немаат податок колкава штета досега е направена од дивосечата на Јабланица. Дополнителен проблем е што во последните години Јабланица воопшто не е пошумена. Последен пат тоа било направено за време на одржувањето на настанот Денот на дрвото. Плановите се од наредната пролет да продолжи пошумувањето 2 пати годишно, за што за почеток биле порачени 30.000 садници. Досегашната практика покажува дека тоа ќе биде попусто доколку не се најдат механизми за соодветна заштита на планината од дива сеча.